Почитувани граѓани, почитувани новинари, за жал, синоќа структури на Наке Чулев во полицијата на скандалозен начин се обидоа да попречат хуманитарна акција која се одвива повеќе од еден месец. И во време на една ваква сериозна криза, наместо да помогнат ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски, на било кој начин гледат како да одмогнат, буквално да одмогнат на граѓаните. Мицкоски и ВМРО-ДПМН не знаат што е тоа донација и не знаат да донираат, да помагаат и да дадат. Наместо тоа, единствено нешто што тие го знаат е да украдат директно од джебот на граѓаните. ВМРО-ДПМН со полициски, режимски структури синоќа до раните утрински часови вршеше притисок и закани врз млади волонтери и членови на граѓанска организација. Младите волонтери се држеа во полициска станица, им се закануваа од страна на полициските службеници само заради тоа што некој добил партиска задача и му пречи солидарност. Граѓаните уште еднаш може да се потсетат на режимското МВР-ВМРО. Скандалозното однесување, почитувани граѓани, на полицијата овде во Струмица покажува дека Наке Чулев ја злоупотребува позицијата во политички цели на ВМРО-ДПМН. Тоа, почитувани граѓани, се истите тие манири кои 11 години беа практикувани од страна на режимот на ВМРО-ДПМН. Бараме одговорност за овој скандал што се случи овде во нашата Струмица, каде преку брутална злоупотреба на полицијата и државни институции ВМРО-ДПМН, Наке Чулев и Христијан Мицкоски се обидоа да спречат хумана, солидарна акција за помош на нашите сограѓани. Почитувани граѓани, законите мора да важат за сите подеднакво и ова злоупотребена одговорност мора да има правен епилог. Очекуваме Министерството за внатрешни работи и сите надлежни институции да отворат истрага за овој скандал и да соопштат на јавноста кој ќе понесе одговорност. Хуманоста и помагањето на граѓаните немаат никаква, ама апсолутно никаква врска со политиката. Тоа се пред се морални и човечки вредности. Ниту една злоупотреба на ВМРО-ДПМН не може и нема да ја спречи хуманоста. ВМРО-ДПМН со нивните полициски структури нема да ја спречат нашата струмичка македонска солидарност. Ви благодарам.